На 2 минути пред 10 часот се враќаме во студиото. Овде енергијата е одлична. Тамара се смести, се одмори, се разборува. Верувам дека и во продолжение ќе ни одговори на се што се подготвивме да ни одговори. Така, да, Тамара? апсолутно спремни сме. Но ќе почнеме со една игра. Не знам дали ви ја спомна веќе, не знам што кажавме на реклами, што не кажавме, но треба да си влечете по едно прашање. Овде има малку денеска, како да кажам, подлабоки прашања за вашиот живот. Добро, Тамара, со голтка кафе. Ова супер ке. Ајде првото што мне овако буричкаш. Само ако може садот понатаму. Ајде. Да, може да си се договорите кој да не биде за Татјана, има избор. Да, имаат предност. Не, ја во животот сакам да ми дадат прашање, не да сама го бирам. Обично имам среќа кој ќе ми го дадат. Има кој да е виновен, не за друго разбирам. Ајде, да, што сме живе. Чекај. Благодарам многу. Не ме оценуваме за одговорите. Не. Доктора, ја не играм. Јас стварно не играм. Зошто што е работа? Да, малку се така треба да подразмислите, но доктор, ако сте подготвени, јас од вас би започнала. Повелете, доктор. Ако сте подготвени, треба малку да подразмислите, да. Не, ова да го слушнеме дефинитивно не треба многу да размислувам за ова прашање. Пошто колку поише размислувам, кој знае што ќе одговорите, кој знае што ќе одговорам, не тропнам нешто што не треба. Да го слушнеме да не се сватиме погрешно. Кој е најубавото чувство што го имаше во 2025 и сакаш да си го понесеш во новата година? Па да. Кој е чувство? Него беше лесно. Да, има што е лесно. Сите се Познато од прво го дознам. Тоа кога видите да создадете нов човек е нешто преубаво. Ја по втор пат да ми успеа, замислете. И во 2025 ми се роди керката. Точно, да, рековте во првиот дел. Тоа е нешто што не знам каков да имам јас успех во кариерата, да имам успех во животот, на било кое поле, не може да се мери со тоа како да имам успех во семејството. Во семејните води. Апсолутно се согласувам. Поинакво богатство е тоа. Да. Сметам дека семејството има предност пред се. Семејството е на прво место. Треба така да биде, може да биде на далечното второ место, можеме да ставиме работата. Меѓутоа, никогаш не можеме да ставиме било што друго пред семејството. Да. На крајот од денот, кога сите други ќе си отидат и сите оние што ве тапшале по рамо, ако не ви си искривило рамото до тогаш, сите едното не е малку подалево. Сите ќе ви го свртат грбот. Семејството ќе остане со вас до самиот крај. Тоа е нешто што не се менува. И затоа би сакал да си го понесам во 2026 година раѓањето на мојата керка. И тоа што и чувството што се почувствував како спремен исполнет родител. Браво, да влезам во драго. Затоа што кога ќе ви се роди првото дете е прва љубов. Да. Тоа е факт. Меѓутоа за првото дете не сте спремни. Нити сте спремни за тоа што за второто дете веќе сте спремни. Знаете што ве чека? Се е поина. Голем поздрав и до вашата сопруга која што е верен пријател на Здрава Македонија, Теа Томовска, често пати ја снимаме, ни беше гостинка во студиото и верувам дека е многу горда на вас и срекна што го слуша оно што го кажа. Во моментов мислам дека е пред телевизорот заедно со двете и дека го поздрав текстот си до тебе. Татјана, Тамара, кој сака прв? Еве, Татјана се подготви. Повелете. Која е најголемата лекција што ти го променила животот? Јас све озбилни прашања добивам тука. Не можеш да направиш Значи, јас би кажала, многу ми се допаѓаше излагањето на Кристијан. Значи, јасно е дека семејството нели основата на се што контролираш и правиш во животот, го правиш во име на семејството. И сега лекција во животот. Лекција во животот не може да ти биде среќен момент, да се разбереме. Среќен момент е убаво чувство, добиваш полет за понатаму како и што, но лекција во животот се најчесто неубави моменти. Човек учи само на своји грешки. На грешки, да, на неубави моменти. Јас не би зборела грешка. Едноставно моето сознание за светот, јас имам доста постари деца, еден момент во животот ми се деси да изгубам и членови од семејството, да детето ми се најде во опасност. Искрено мислам дека тоа беше еден момент во животот кога сватив дека ништо не е сигурно, ништо немаме контрола како што замислуваме дека имаме контрол и треба да дадеме се од себе
но со внимание и не со некој ентузијазам дека супер утре вака или онака. Примај го тоа што ти го нуди денот. Барем јас така го сватив тој момент, дај се од себе во денот, планирај за утре, но примај го денот таков каков што е. Татјана, како се справивте со тие емоции во тој период од вашиот живот? Па беше навистина напорно. Мислам дека ми треба неколку години да се вратам во некој редовен тек на животот. Имав своји моменти каде што се барав пред се себе си. Се окей за децата, ама пред се себе си во ситуација како би била изгубена. Да, вашите деца се денес добри, Супер, се е во ред, верувам и тие дека ве гледаат. Голем поздрав до нив и благодарам што го споделивте овој значаен момент од вашиот живот со јавност. Фала. Тамара, твоето прашање? Со ова е комбинација од двете. Ајде. Морам да играм? Сварно? Па, Кога ако не последен предизвик пат- шпага овде една треба да направиш. Не. Добро. Кога последен пат беше разочарана и како се справи со емоциите? Ајде. Прекрасно прашање за здраво. Најс. Во часови да кажам, во денови, во минути. Имаме време како сакаш објасните. Не, па тоа беше последниот пат, пен блиску. До скоро, затоа и кажав дека... сега скоро беше, добро, да. Дека 2025-та уште ми трае. Чекам уште... Од драмите се опоравуваш, не Да. рече во првиот дел. Да, јануари да помине и од февруари да почне 2026 официјално. Како се справи со емоциите? Како што кажавте, мислам дека од најнегативните чувства што можеме да ги носиме со себе, се раѓаме во луѓе со најмногу научени лекции. Баш како, не знам, како феникс се дигаш од целата таа негативност и мораш да се кренеш над ситуацијата. Да погледнеш од тича перспектива. Многу е тешко кога знаеш дека си можел многу порано да смениш работи. Да не се доведеш себе си до тој стадиум. И сега тука е делот кај што треба да си простиш. Што не си го направил тој човек. Една сериозна тема за со психолог на следното наше снимање. Така, значи простувањето на себе, таму лежи усвари најголемата болка и разочараност. Не е дека е спрема некој директно затоа што другите може да прават што сакаат. Ама твојата реакција на нештата е она што Неколку ќе им дозволим. така. Така Но мислам дека болката ќе се намали ако им простиме на другите. Без разлика што ама сгрешиле, прво на себе. повредиле, Да. ама да им простим. да им простим. Зашто така поболка се чувствуваш? Така се ослободува све. Да. Са добро, за мене е ова малце премногу свежо за да го направам тоа преку. Ти си го влечеше прашањето, Преку Тамара, ноќ. како да ти кажам, жал ми е што ти се случуваат неубави работи, Сега таман го пофали в универзумот. Еве ти причина јавно да кажеш се што може би ти тежи, сакаш да кажеш, ако доскоро си имала нели Не, па само тоа, свежа уствари, ситуација. да, само сакам да испратам таа порака, дека е многу битно да се ослободиме од сопствениот терет, од сопственото нешто дека ние не сме направиле нешто како што треба, или дека требало порано да превземеме чекори, кои што сега од оваа перспектива би било многу полесно. Да. И сега работам на тоа, се си е лекција, апсолутно, семејството е она. Првото на кое што треба да ги даваме работите кои што ги даваме, а не да даваме работи, чувства и се и се што на луѓе кои што се само гости или минувачи низ нашите животи. Тоа нормално не можеме да го знаеме што Однапред, е и како е, точно. али да се држиме прво себе и најблиските, најблискиот круг на семејството, после све друго. Да, може од постара особа никогаш да не жалиш за се што си направила и дала. Не жалам. Нема жалење. Можеш Немало да да имаш сумуваш со ука, себе. жалење никако. Тој што вели Бисер прости. Прости. Да. Толку. Тамара, ти благодарам што ни го сподели ова, иако не знаевме што ќе ти се падне, што ти се случува во животот, дека На имаш теб. некоја свежа болка, но секоја чест како се носиш со се и јас едве чекам да дојде 1 февруари за да ти честитам нова година. Да, сега ме прашам бидејќи некако во друга интонација ни отиде целиот Да, разговор. смените Кога интонација. последен пат сте се изненадиле пријатно од некого? Доктор? Па, Некако вие сте прв, постојано извинете. Како најспремен ви Пала да многу на предности, иако сум овдека единствено машко Па кој затоа. што седи. Зато имате предност. се осеќам многу привилегиран и во многу убаво душтво. Меѓутоа, па јас секој ден доживувам убави работи од моите блиски. Секој доживувам. Меѓутоа, умешноста во живењето е тоа да вие на многу мали работи се израдувате. На Тоа некако е најмали тешко работи. денес.
Тоа е се до човек. Индивидуално. Индивидуално. На Тоа е многу генерално, ако индивидуално. зборуваме, мислам дека забораваме да се радуваме на секојдневни мали некои нешта. Тие секојдневни мали нешта на кои што ние можеме да се израдуваме, да одбереме да се израдуваме, тоа ние бираме на што можеме да се израдуваме. Доколку се израдуваме на најмалите, најпростите нешта, ние ќе имаме повеќе шанси во текот на секој ден да се радуваме на повеќе и повеќе работи. И со самото тоа, јас сум еден навистина многу верувам на тема енергија, на пренесување на енергија, на позитивна енергија, негативна енергија, ширењето на енергија. И од таму одма се согласивме со Тамара, затоа што Се е до енергија. навистина музиката е еден начин да се пренесе таа енергија најчисто колку што може. Уметноста воопшто, не само музиката, и сликањето, цртањето, било која форма на уметност. Музиката посебно заради тоа што на повеќе начини ја пренесуваме таа енергија. Друг тип на емоција се пренесува. Друг тип на емоција се. Едноставно ширите позитивна енергија околу вас. И ако ширите позитивна енергија и привлекувате. Браво. Секогаш. Многу филозофски навлеговме во идеја, многу ми е драго за ова што го споделите, бидејќи навистина е така. Татјана, вие кога последен пат пријатно се изненадивте од некој? Значи, многу слично ќе одговорам, затоа што ја верувам у таа позитивна енергија. И сметам дека денот секој ден си носи, секој ден ми се случува затоа што денот го гледам како ден и живеам во него. И мене последно ми беше, јас сум пушач, на улица нема фупалјач со мене, замолив една жена, имаше цигара во рака, може ли запалам? Да, секако земете го. Ама зашто да го земам палјачот? Не, имам ја уште еден. Мислам, беше ситница, али мене ми значи тоа пренесување на позитивна енергија. Самата после такви нели случувања си учиш лекцијата. Јас порано толку и не сум ги забележувала луѓето. Сега ги загледувам луѓето, се обидувам да му се насмеам, да му кажам 2-3 збора. Не знаете колку позитивен ефект има на 90% од луѓето, али во секој случај има многу убава. И тоа е секогаш ми е пријатно изненадување колку луѓето сакаат позитивен пристап и насмевка. Во последно време како да се одродивме еден од друг, како луѓето да не станало и дури се изненадуваме кога ќе пристапиме на некој човек, колку он позитивно ќе изреагира на тоа што ние сме у присуствието. Сме рекли добар ден, како си, што преш. Толку не мора ништо. Едно здраво како се знае да поправи. На најрандом лик на улица. Едноставно човек може да застане, да ти направи муабет како да те знае. Да. Луѓето почнаа да се изненадуваат од тоа што не беше баш необично пред 15 на година. Во друго време сте растали. Да, сега едноставно луѓето како да не сакаат, како се плаши дека ако ти приде, ако ти каже што леле, што ќе ми каже, што може да ми каже, нема да ми изда. Стварно Јас имам поразлично искуство како Татјана што спомена. Некако сите ми се баш фини, не знам, позитивни. Ама ако им пристапиш така? Не, со многу примери. Ние гледаме така да пристапуваме. Многу често, например, ќе си изгуби новчаник, па се извинувам да не ви падна вас, нели ако сум јас позади човекот. Многу позитивни примери. Навистина сум изненадана. Не сум изненадана зашто такви сме, ние сме фини, луѓе, љубезни сме. Балканците се генерално гостопримливи и љубезни луѓе, секад. Да, треба да си го задржиме некако тоа, но би се рај само ќе потврдам дека ти си такво позитивно и како што кажа Тамара, така зрачиш, така и привлекуваш, да не ја кажам српската поговорка. Да, јас забирам српизмот. Што реков на македонски зборуваме во здраво Македонија, но Тамара да ја прашаме за пријатно изненадување од некој познаник, човек, пријател, роднина. Периодов баш така си го чувствувам на своја кожа и пак е до енергијата, како ти пристапуваш на луѓето, така луѓето те примаат. Да. И морам да кажам дека немам негативно искуство целиот овој напорен период. Секој ден настап, од еден град во друг, од еден локал во друг локал. И сега сваќам дека се што сум правела претходно не било за џабе. Сега ги гледам како сега се собираат плодовите, да, од нешто што претходно сум мислела дека добро, ајде ќе го направам, ќе го објавам тоа, ајде ќе напишам песна, ајде ќе објавам. Сега ги гледам последиците од тие мои постапки, ми е предраго што се повеќе и повеќе луѓе тоа го препознаваат и се повеќе луѓето некако си земаат за право да ми пристапат. И тоа ми е многу драго. Јас сум тој калибар на човек. Да. Јас сум народски човек. Ја не ќам да сум со носот во вис и сега не знам, ова сега ќе била звезда, ова сега недопирлива, не знам што ќе била. Супер све. Дај Боже све да си достигне свој врв, но ја не ќам да сум од тие другите.
И не си. И не Не си. Не Ние тоа изгледаш се знаеме. трудам. Да, се трудам да не видам и нема да дозволам да отидам во тие правци. И нешто како посебен гест би го издвоила, со друштво имаме често, како да кажам, како некој обичај кога патуваме некаде, знаеме да платиме патарина на тој позади нас. Браво. И нема гледаме реакцијата, ама нас не е убаво. Тоа е многу И работа. само може само фацата да му замислиме како. Платено е, дечко, продужи. Сигурно се уште се чудат. Да, сигурно уште се И чудат. го раскажуваат што убав беше гест. со- Браво, баш Или ги убаво. отвориме прозор, ќе мафнеме само позади. Да. Сега, супер, на некој ќе му направиш ден денес. Да. Или она што го прави Ели Пешева, која што е дел Да, од ова ме иницијативата, потсети. што пред Нова година плати доста сметки на лица кои што На каса сосема на маркет, случајно да, се чека прекрасно, да си платат. Тоа е прекрасно. навистина убав гест, особено за време на новогодишните празници. Во продолжение ќе ги погледнеме фотографиите на Тамара како веднаш до мене. Ајде каснеше, ама забравивме веќе на тоа. Може да готово почнеме сега. со незините. Оди со друга тема на момент. Леле. Ова вели Тамара. Здраво, Буцко. Ова си ти верувам. Да, ова сум така. јас. Значи сите ги имаме истиве теписи. Значи мора, значи без тепи. Не сме Ова живееле без стварно. тепи. Јас само се надевам дека уште им стои некаде таму во подругите на Дека баба ми имаше ваков на тепис. бабаките, да. Значи ова е Тамара Мала. Тука имаш настап, верувам. Да, имам настап Пред тука. фамилијата. Гергана ми беше идол. Не сме безгрешни. Не тоа судувам. Губиате бавно малку по малку. Не Ова е тоа супер што судувам. признаваш. Ама признам, Кој признава, тоа, половно ја се растев простува. со, не знам, со бугарски, со српски песни, со Па добро сега тоа. тешки Карај, момиче, турбофолци. зборвај, ајде. Тоа е. Фризурата ми е моментот на живеењето. Тоа е тоа. Мислам дека повеќето 90% од целата популација тоа време Тоа беше било еден со- фризер имаше во гостивар. Да, мајка ми. Еден тој. Да, со тенџерчето на глава и удри на жиците. Тоа е тоа. Рецептот е тој. Да, ова ми е од помилените случаи од 2025-та. Да. Ова е пред Театерович, полна арена, и тука имаше многу интересен момент. Ми кажуваат дека ќе ми дадат жичен микрофон. Аха. И ја полудувам, затоа што јас сум А, човек да, кој што наистина. Се кој што движиш, да. игра, се движи, кој што скока, не сум статична, не можам ни да замислам Да, да бидам да. статична и све останато сакам да ја споделам на друго ниво енергијата. И викам добро колку е дол кабелот и ми кажува таму не знам колку. 20 метри некаде, Да. 30 метри. До кај што држеше Да, кабелот. да, се гледа. Дури мислам дека висеше едно време во воздух. До таму одев и ми вика молим те немој дојдеш вика до крај, немаме таму светла. Осветлувањето вика е наместено Ограничено за теа. за звездата на вечерта, да. Викам добро. И ја во темницата. Со се микрофонот, пола вечер во темницата. Нема врска, јас сум блиско до народот. И сигурна сум дека едва чекаш ти да ја наполниш арената, нели? сон, голем Особено сон. што 3 пати имаш излезено, Да. како пред група, нели? И ги користаме баш овие слики за манифестација. Секако. И Како реагира публиката на тебе? знам Што дека пееш? ќе дојде. Па пеев нешто што го пее Теа, значи во тие тој правци, жанр. и македонско, да, и српско. И пробав да дадам се од себе. Ова е внук ми Олег. Да. Да, ова го правевме спотот за Ведрое. Тоа беше Да, песната спотот ќе го на- погледнеме за некои 20 на минути. Да, за Макфест песната. Сакав да искористам таа детска енергија негова, а и песната многу ја препознав и на некој начин ја посветив за новородениот внук од сестра, кој што ни се роди на 16 декември. И така, само одзвони во мене. Пред да дојдеш ти, бев во сон, не со себе, збор недоречен. Сега имам мир, имам длабок здив, ти си ми толку посебен. Баш И ово, да. тоа ми беше така хайлайтот на целата песна. Као, се Да. пронајдовме и она мене и ја неси. Ова е од настапот. На песната. Заедно со Кети, да ја поздравам во ова прилика. Кети го црташе моето сако на лице место. Аха. На закачалка го Браво. црташе со бои. Целта беше да прикажеме Таа е со тебе на сцената. Да, добро, тоа не го забележав. позитива, да е Да. стварно ведро во целата темнина која што на некој начин, не знам, можда и уште ја живееме, со се што ни се случи и кочани и се, само сакав да одекне нешто поразлично на македонската сцена и на сцената на Макфест. Нацртавме големо сонце со зраци и на сакото пишуваше Ведрое. Така да испративме Баш нешто соодветно, да. интересно. Да, ова е биело дугме. Да. Ова беше По стайлингот првата- паметам. Да, ова беше првата арена и ова ќе ја памтам баш онака цел живот.
ако збориме за трема, мислам дека тоа беше најпозитивната трема во живот што ја имав. Ова е бејби, да. И уствари овие слики ги имав одбрано за да им докажам на братучетка ми и на зет ми дека внук ми личи на Личи на те. Дури јавно во Здраво Македонија. Ете така, и дури Поздрав јавно. до Ени. Поздрав до Ени, да. И еве го тука. Детето и јамбулиите, без јамбули порано, мислам, немало поента да бидеме без јамбули. Пас. Да. Можело да продолжиме да славиме, да растеме во тоа време. Братучет ми и дедо ми сигурно не гледа моментов. Поздрав на него и до сите поздрав што не и до гледа. него. Ете фризурата, мислам, нема боље. Тоа е тоа. Тенџере фризура. Тенџере фризура, шишките Извини. прекрасни со вртлокот тука. Ова беше антички театар. Да. Да, ова беше Прелани пред риблја чорба. Исто со риблја чорба имав многу убави искуства, настапив 3 пати. Мислам дека имаме и слика една баш. Да, 3 пати настапив пред нивни концерт. И многу ми е драго што запознав некој како Бора. Бог да го прости. Прекрасен човек. Прекрасен, скромен. Да, баш. Сите кои што лично го познаваат го велат истото. Скромност. И очигледно лојален, бидејќи трета година, односно трет концерт поред ти си пред група. Да. Тоа што ја загрева атмосферата. И ми кажа многу убави зборови, ќе си ги зачувам онака за себе како убаво Браво. сеќавање и како некој подвиг за понатака. Ама стварно неговата скромност, не знам, да имаат барем, не знам, помал процент ќе кажам. 60% од естрадата сигурно би било подобро. Baby. Baby, my soulmate. Керка ми, да. Ова сега ни се последните слики. Малце ни беше во депресија. И ја бавевме од депресија, да. И сега гледам дека више Се враќа. Да, дека се враќа, ја дружам поише со кучиња. И е подобра, а ова е црвена јаболка. Ова е последната арена. Таму отидов. Во Борис Трајковски. Да, Борис Трајковски. Да, слушам. Да, и баш беше убаво така, пошто беше акустично, не беше со цел бенд, и мислам дека го слушнав секој човек од Unplugged. Ама имам една критика, Тамарча, значи секогаш кога имаме предгрупа наши пејачи, 50 на души дали има си приметила, ќе дојде главниот бенд, тогаш сите влагаат одеднаш. Не може така. Значи за тоа многу се лутам. Него почитуваме нашето веднаш. Значи не само нашето, имаш предгрупа, почната концертот. Јас би ги затворила вратите, нема влагање. Ако пишува во 8, ќе бидеш во 8 на концертот, не во 9:30. Да. Ем се ствара гужва, пеачите не се сконцентриран. Влагаат луѓе, се отвараат врати. Да, тоа Знам зашто бев јас на концертот. Многу малце луѓе имаше, нели? Тоа е точно на крајот од денот, не знам како би го искоментирала, поради тоа што сите тие Ете така, да се дошле доаѓаме за на црвена предгрупи. јаболка. Да. И сега тоа додека го искорениме или додека некако го преформулираме, Да. чекај, да, супер, али концертов е од 8, како што видиш. По досу пее И Тамара, до 8 ќе се треба да дојдеш на Тамара, па после ќе се одиш Да. на риблја, чорба, И мислам дека, црвена. да. Кој да е бенд? Црвено, што и да. Црвена јаболка, сакам да кажам. Не е битно Јаболки кој е таму, бендот, све, да. да. Значи ќе си плюс што си наша. Значи тие не се наши. Ни фали тој момент на Да. На почитување на нашите. на почитување. Солидарност и на Времето ни е за жал кратко, ќе мора да продолжиме со следните фотографии. Тамара, ти благодарам многу. Благодарам. А Татјана, следни сте вашите. Да видиме вие што ни подготвивте, иако рековте Леле, дека јас не сум сте човек страшно кој што многу многу се озбилна. фотографира. Немам Вие ниту сте една сериозни. фотографија од тоа што навистина го правам најмногу во животот. бидејќи Планинарите, бев- да кажеме уште на самиот почеток. Апсолутно, со Кристијан се најдовме на темата и планинарам и многу долго трчав и сега се враќам повторно на трчањето, Браво, баш ми трейлови е драго. одам. Мислам во едно минато време малце сега со ова активизмов и намалив сето тоа, но мислам да се вратам. Но ништо од тоа, ништо. Штом јавно сте Јас кажали ставим толку се од само први. политички, активистички што правам. А не е дека само тоа го Ако правам. секако, Многу да. сакам кучиња, ги имам своји дома прибрани улични, маши улично и се. А ова е протести на кои што ете. Првото беше за законот за заштита на водно, мислам да, кога бевме на разговор во владата, ова беше најголемиот протест, мислам, кој што се одржа во Скопје во однос на загадениот воздух во 2019, беше навистина успешен, голема маса на народ се покрена, но пак немаше никакви резултати искрено, така што мора да се продолжи. Ова беше моите почетоци во активизмот, ова беше почетокот на градењето на гасоводот на Водно,
кога се вознемиривме затоа што се уништува голем дел од шумата. Во тој момент, тоа беше некаде март, а во мај се одржуваше маратонот, а ја бев тркач тогаш така поозбилен и дававме зелени нели машнички за спас за водно, односно за стопирање на гасоводот. Ние успеавме да го сопреме, но пак ќе кажам, имавме друг момент, успеавме да спасиме дел од шумата, односно се договориме помала количина на дрва да се исечат. Дека Тања стално се бунтува против рудникот во Струмица, бевме на протестот против рудниците. Ова сама си ја направив, така се погоди фотографијата. Навистина сметам дека тие луѓе треба да се поддржат, уништувањето на природата. Знаеме што дава и дека рудникот само од економски аспект може да е поволен од ниеден друг, посебно не од аспект на заштита на природата. Моите жени змаеви ги обожавам, ова е одва иницијатива. Ако не се лажам, доста од вас сте Татјана. 3 Татјани се. 3 Татјани, една Невена и Ели. Така. Да, многу се спремни, елоквентни, начитани, спремни за борба, упорни во намерата, посебно некои од нив нема да ги именувам се како питбули. Ако се фати за одредена тема, дур не ја донесе до крај, нема шанси да прекине. Ова беше еден единствен проект, сите зборат граѓанските здруженија, тие земаат пари од проекти. Ова беше еден мал проект кој што сметавме дека мора да го направиме, бидејќи се работи за едукација на граѓаните како се носат урбанистички планови. Го имаме на страната на одва иницијатива, за да можат граѓаните бидат информирани кога можат да делуваат и да видат што се случува во нивното место и што се гради, што се планира таму. Се уште стои, тука бевме исто здружено сите 5, учествувавме во организација и или презентација на проектот и сите работи кои што следат. Мала едукација кој сака да учи на граѓаните, од граѓаните. Ова исто од почетоците. Ствари моите први телевизиски појавувања беа како лежам пред багери. Не знам, ја бев страшно агресивна, предпоставувам Тања пред багерите. И ова беше кај вас на учество во само вистина. Признате дека ви е порелаксирачки кај нас, иако бевте извадена од паметно почеток. Јани Макрадули, искусен политичар кој што јас се обидов да му парирам, но сега да ми се најде како повеќе би го средила. Ова беа сепак многу повеќе почетоци. Гледат колегите од информативно, мислам дека ќе репризираат некои ваше гостување. Може повторно да ве поканат, зашто да не имате доста што да кажете. Ви благодарам многу и вам за фотографиите, одиме со фотографиите на докторот. Ова сум јас сум секогаш во науката и секогаш сакам да ги подобрам животите и стоматолошкото згрижување. Конкретно на оваа слика станува збор за едно случување на Македонското научно здружение за аутизм. Така. Затоа што без разлика на сите други состојби и на сите други болести, на сите други пречки во развојот, аутизмот е нешто сосема поинакво. За аутистично дете вие да средите на стоматолошки ви треба многу повеќе. Да. Многу повеќе припрема, многу повеќе знаење, многу повеќе исклучување и уклучување на некои работи, а највеќе уклучување на мозокот, за да можеме да го обработиме како што треба. Ова е мојот помал колега и син моето првенче, ова ми е Петар, Пепо мој. Тоа е во мојата ординација, дека ми е донесено во униформа. Еден од најгордите моменти што може да ги има еден родител, тоа е ова, само да знае. Браво. Да, јас како што реков, како што рече и мојата пријателка Татјана, сум исто така заљубен во планините и во планинскиот велосипедизам. Имам возено на повеќе тури, конкретнава тура е во Маврово. Во Маврово тоа беше една преубава тура која што ја организиравме со гостиварскиот Mountain Bike Club. Замешти каква случајност, ето со Филип Керазовски со тие со ГВ Mountain Bike Club, најслучајно одбрано беше ова. И тоа е една од турите која што си ја поминав многу убаво, како за гледање на природата и уживање во природата, така и за дружењето. Се разбира. Ова е целото мое семејство. Тоа е Тексас, односно теа, мојата жена, нели ја спомнам без супругата, Тексас ја викам. Мојата керкичка Антонина и Петар. Тоа е на една фотосесија се новогодина, тоа е сега мода, нели? Сега тоа ќе речем. Да, сите мора да... Прво се сликавме пределка, сега треба во студио.
Ова е во мојата ординација, овдека Леле, пресладко. со мојата работа со деца. Многу деца од Бардовци и од околината сакаат да дојдат и едноставно уживаат на стоматолог, затоа што јас стоматолошката ординација не ја гледам како место за лечење, ја гледам како една сцена. И на таа сцена, главните ликови на таа сцена сме ние. Представата што ќе ја прикажеме ние, што ќе одиграме на таа сцена, од нас зависи дали ќе биде трагедија или ќе биде комедија. Тоа е. А ова се моите дедо и баба. Ова е во парк, они секогаш ме носеа. Тоа се луѓето кои што ми чуваа од најмали години. Од секогаш. И навистина многу си ги почитував до самиот крај на нивниот живот. Баш ми е жал што се починати двајцата, меѓутоа ми се пример во животот како треба да биде брак и како треба да биде семејство. Браво. Драго ми што сте имале одличен пример. Ова е на доделувањето на дипломи. Конкретната особа која што добива љубов од мене на сликава е Сузе од студентски прашања. Една кој што од вработените на студентски прашања, за разлика од многу други студенти што се жалат на студентски прашања. Тоа сега се поздржувам да не искоментирам и Тамара. Да. А и писара сигурно. Браво. Јас си поминував со студентски прашања за Мил Мерак. И на крај одлучив, ајде така, единствен човек кој што е бацил на доделување на диплома, тоа сум јас, дојди викам Суза да те бацил. Вие сте тој. Да. Ова е Затоа целото се на моје. студентски прашања нешто пофини се. Сакаат Сакаат љубов сите. Ова е целото мое семејство. Веднаш до мене тетка ми Жаки, која што ми е како втора мајка. Продеканката на Лилијана Муратовска, татко ми, брат ми, мајка ми и баба ми. Значи, ова е најгордиот момент, ова е моментот каде што се сведува се. 6 години учење за 5 години плюс една, нели, за да се добие таа диплома која што ја држам во раката. Искрено да ви кажам, тогаш се чувствував како да го држам целиот свет во раце. Си го држав целиот, си го осварив сонот. И еве го Кико, тоа сум јас, Џон Ленон, Чироки, Пул парк. Исто со дедо ми и баба ми овдека. Сакав да одам и да возам по парка. Они, фала Богу, како дедо и баба ми ги исполнуваа сите желби, што можеше и што не можеше да се исполни. Прави баба и дедо. Пробаа да ме разгалат на секој начин, дефинитивно. Докторе, ви благодарам многу и вам што ни дозволивте да дзирнеме малку во вашата приватност. Имаме уште некоја минута до самиот крај, минута и пол можеби. Сакам да ме прашам накратко да ни одговорите што е она што си го посакувате во новата година. Тамара? Мир. Старите во февруари ќе да прашам, извини. Кога заврши ова што си посакувате? Повелен. Па, ајде да не биде надвржување, мир и пари. Многу пари. Да, скромно. Љубов имам. Ја би така. Ја видела малку обратно. Не мир, мирот ве води кон инертност. Јас барам немир, барам нешто да ме копка за да имам причина да идам понатам. Тако ви е вам карактер. Можебе годините се така. Неверојатно, мене ме одржува немирот. Јас од чест дека давам најмногу од себе кога имам немир во себе и имам цел пред себе што треба да ја постигнам. Да, но ви посакувам позитивен немир ако постои Позитивен, такво нешто, да немате да има главоболки и некоја проблеми цел, во животот. Да. Да движи. Да движи, баш така. Тамара, ти? Не ни кажа ништо што подготвуваш за 2026, може само да најавиме некој дует. Аха. Да, имаме можност за женски дует. Женски дует, тоа е многу важно. Да, Важен детал. Не достига женски дует на македонскава Не сцена. достига, се согласувам. Спремам уште 2 нови музички парчиња кои што се надевам дека во најбрз можен временски период ќе ги реализирам. Како што кажав и на почеток, време е малце да дигнеме авторската цена и да донесеме нешто ново. Одлично, ви благодарам многу на сите за гостувањето, ви благодариме заедно со Бисера, се надам дека ви беше пријатно и дека повторно ќе ни дојдете во Здрава Македонија. Се надевам дека повторно ќе не поканите. Во исто, само бидејќи ние си се најдовме многу убаво. Апсолутно, да. Нема да Се кажам Повеќе почна Тамара годинава и договараме.